Добар ден, почитувани граѓани на Република Македонија. Ви благодарам што денеска сте со нас, дојдени овде пред кампот на Слободата да слушнете за една многу важна тема овие денови, а тоа е како да им помогнеме на азилантите во Македонија. Читам дека ова е и воедно тема која што е толку тажна и тешка за оние кои што се главните актери во оваа приказна, мигрантите, односно бегалците од земјите на Блискиот Исток. Нашата Македонија во последните месеци се најде на ударните вести во светските медиуми како земја во која мигрантите се третираат нечовечки и нехумано од страна на државата. Не знаат дека може да побараат престој, немаат право на превоз со автобус или воз и затоа се движат ноќе по железничките пруги кој им се патокас кон Србија, а оттаму нивниот пат кон Европа. На тоа патешествие се изложени на напади и од разни банди и криминалци кои ги ограбуваат. Официјално досега на пругите загинале 28 мигранти. Токму околу тоа како да им помогнеме на овие луѓе, затоа сме и собрани вечерва. Македонија од секогаш била земја на добри и хумани луѓе, кои во најтешките мигови знаеле да ја пружат раката на спасот, така е и денеска. Сигурен сум доколку ги следите социјалните мрежи и мас медиумите, знаете кој е Јасмин Реджепи, граѓански активист, член на невладината Легис. Тој со својата сопруга Мерсиха и пријателите постојано се на терен. Се организираат, екипираат, даваат се од себе да им помогнат на мигрантите. Околу искуствата со нив и сето тоа што е поврзано за нив, на оваа тема ќе ни зборува Јасмин Реджепи. Јасмин, повели. Добро вечер на сите. Што да кажам, поголемиот дел работите ги кажа модераторот. Значи, овој проблем не е нешто ново за Македонија, не е нешто ново за Европа. Се случува со години наназад, но со многу помал интензитет. Тоа поголемиот дел од мигрантите почна поинтензивно да пристига зимоска, кога и условите беа многу тешки и кога се забележаа и првите жртви на пругите. За да избегнат разноразни криминалци по патот и за да имаат добар патоказ, тие ги користеа железничките пруги од Гевгелија до Скопје, односно до Куманово па до Србија. Но интензитетот тогаш беше по 20 до 30 луѓе дневно. Ние имавме капацитет и можност да се организираме во рамките на нашиот круг на луѓе и одевме често пати до Велес и кај Ленче. Таа ве поздравува, немаше можност да дојде, мораше да биде присутна таму и да им помага на мигрантите кои што поминуваат покрај незината куќа. Еден аплауз за неа ако може. И верувале или не, таа жена беше таму секоја вечер, цела зима, на ладното на својата тераса, чекајќи ги да поминат. Поминуваат млади луѓе, поминуваат семејства, поминуваат луѓе со измрзнати деца, а таа беше тука да им помогне со тоа што таа го имаше. Ние решивме да дадеме што имаме ние од нас и скоро секој викенд бевме заедно со неа. А во меѓувреме, после февруари, овој интензитет се зголеми од март месец наваму, почнаа да доаѓаат по 100 луѓе на пругите, а во моментот поминуваат над 200 и 300 луѓе на ден. Тоа е премногу голема бројка на луѓе која што минува од Грција во Македонија, која што минува преку Миравци, минува преку Демиркапија и таму има всушност најголемиот одмор и најголемата шанса да фатат воз. Претходно, додека беа помали групи, фаќаа многу повеќе може да се качат на воз, додека сега, за жал, дел од нашите граѓани се жалат за нивното присуство во возовите и се јавуваат на полицијата да ги симне. Тоа е многу нехумано, нечовечки од нивна страна и затоа полицијата сега дежура на секоја станица железничка, не дозволувајќи им да се качат и ги остава така во групи од 200-300 луѓе секоја вечер да пешачат до Скопје, односно до Велес. На овој пат тие луѓе се среќаваат со разни искушенија. Освен тоа што се преморни, тоа што се гладни и жедни, тие се исто така и жртва на разноразни напади од страна на различни банди, некои се организирани, некои се од поединци. Исто така најголема жртва се на
криумчарите кои што зарабатуваат дебело од нив, велики им дека ќе ги префрлат оставајќи ги на пола пат. Некогаш ќе го исполнуваат своето, но вообичаено тие кои што се од Куманово па ги префрлаат во Србија. Ние решивме интензивно овие месец дена, бидејќи ги има премногу, земат точаци, одат пешки по пругата. Точаците им ги продаваат по 150 евра, а точаците се многу помалку. Лебот им го продаваат по 100-200 денари, сендвичите по 5 евра, водата по 5 евра. Значи тоа е една голема срамота за Македонија, голема срамота за нас као граѓани на Република Македонија и овој момент го користам да им упатам апел да ја покажат својата човечност и да не заработуваат на нив на таков начин. Тие се луѓе кои што ги напуштиле своите земји затоа што таму има војна, затоа што таму нема услови за живот и морале да одат каде што има подобри услови за живот, а тоа е Европа. Всушност и ние од Македонија имаме голем број на луѓе кои што се заминати на работа во Европа. Тоа е исто, само што нашите заминуваат на достоинствен начин, додека овие мораат да поминат на еден многу незгоден, многу лош начин. И жално е тоа што ова им се случува само во Македонија. Додека во Грција и во Србија тие може да користат јавен транспорт, може да се качат во автобус, може да се качат во воз, додека во Македонија тоа е забрането. Дури ние како хумани луѓе, ако сакаме да отидеме да качиме некого во кола, тоа е забрането. Поради овие причини ние апелиравме пред повеќе од 2 месеци до Министерството за внатрешни работи да го смени законот и да го донесе законот од Србија. Законот во Србија значи дека секој еден мигрант кој што нелегално или легално ќе премине границата на Србија мора да се пријави кај службено лице полицаец и да побара намера за азил. Со таа намера за азил значи дека човекот има рок од 72 часа да се појави во некој од прифатните центри во Србија и да побара азил и да биде, значи да се смета правно за азилант. Додека ако не сака, за тие 72 часа може да си замине од Србија. 72 часа се доволни да замине од Србија, а 72 часа се доволни да замине и од Македонија. Луѓето кога ги среќаваме, единствено што бараате, дозволете ни да се качиме на воз или на автобус, пренесете не до Куманово, сакаме да поминеме што побрзо. Никој од нив не сака да остане во Македонија. И оваа хуманитарна катастрофа што се случува по повардарието, по пругите и по автопатот, не би се случувал кога ние би имале сменет закон. Жалам што оваа процедура не можеме да ја мрднеме да оди што побрзо, бидејќи летот на луѓето има многу тешко, има многу изморени луѓе, има многу ранети луѓе кои што паѓале по пат, бидејќи не знам дали сте оделе некогаш по пруга, тоа е нерамен терен и колената и зглобовите ужасно болат. Луѓето сите имаат плускавци, сите имаат потреба од медицинска нега. Тоа е една катастрофа што се случува по железничките пруги. Сметам и давам апел уште еднаш, што побрзо овој закон да се изгласа. Треба во вторник да биде на седница на влада и премиерот треба најверојатно да го потпише за да може да оди во собрание. Нека покажат малце човечност, нека убрзаат оваа работа, нека го изгласаат во собрание и да можат луѓето слободно да се движат, да поминуваат низ Македонија. Ниту ние ќе имаме терет како граѓани, ниту пак тие ќе имаат терет како бегалци. Тоа е единственото решение кое што ќе им помогне на нив, затоа сите се залагаме, а во меѓувреме гледаме да им помогнеме дека се движат по патиштата. Се надевам дека нема да трае цело лето, дека ќе трае само месец дена максимум и дека овој закон ќе се донесе, односно ќе се смени и ќе имаме успех во оваа работа. Тоа што ние го правиме, значи тргаме од Скопје, ги снабдуваме пунктовите, значи имаме еден пункт во Илинден, каде што поминуваат покрај железничката пруга. Вториот пункт е во Велес, кај Ленче. Третиот пункт е во Демиркапија, доле кај, да речеме, имаме активисти, Габриела е тука као координатор. Тоа е веднаш наспроти железничката станица каде што се собираат. И следниот пункт кој што се организира некои господи од Миравци, ќе биде и во Миравци, каде што им се пружа првата помош која што влегуваат во Македонија. На тој пат секоја вечер одиме со коли и со комбиња и носиме по околу 300 пакети со храна, хигиенски средства и
и некои медикаменти во смисол на Ханзапласт, на Завој, бетадин, креми и така натаму што им треба, С витамин, но не и антибиотици и други работи, бидејќи тоа е забрането. Ова го правиме бидејќи поголемите организации немаат мандат за такво нешто. Мигрантиве немаат легален статус во државата. Тие се илегалци и никој нема мандат да им помага, никој нема да работи. И кога разговаравме со активистите, рековме на кого му треба мандат од негде од надвор. Ние ќе си дадеме како хумани граѓани мандат самите на себе си и ќе им помогнеме на граѓаните, на мигрантите кои што се наоѓаат на пругите. И верувајте, од Скопје до Демир Капија ги трошиме скоро сите тие 300 пакети, им даваме на сите луѓе кои што поминуваат, им даваме прецена децата кои ќе сретнеме пруга, бидејќи тие највеќе се радуваат на помошта, највеќе се радуваат на водата. Имавме различни ситуации, меѓу кои што да речеме завчера беше еден татко со две дечиња кои што ги ставил на точак, едно дете го ставил на грб, другото го ставил на волан и врти со точакот додека мајката со друг точак и така се движи целата група. А слична група сретнавме после нив, тие има многу помало дете кои што не можеа да го држат поинаку и не можеле да се качат да купат велосипеди и таткото го носеше цело време детето во раце. И јас имам киркичка, знам уште од првите денови кога беше бебе, тешко е да носиш цело време, дури да е 5 килограми од бебенце, а не повеќе. Но тие тоа го прават изминувајќи секој ден по 20 на 30 километри. Затоа еден од апелите, освен храната што ја нудиме и обувките што ги бараме за нив, бараме и кенгури, така се нарекуваат. Тие сите млади родители ги знаат. Кој има, на кого му останало, организирајте се, или ако има некои шнајдери што знаат да сошијат, да направиме повеќе, да им олесниме на тие родители кои што се движат низ пругите со малите бебиња. Јас не би сакал да должам многу. Ова акција трае се додека не се донесат измените на законот, а од кога ќе се случи тоа, ќе им ја препуштиме на работата на тие организации кои што имаат мандат за тие легални минувачи, мигранти или бегалци, и нека можат тие понатаму да извршуваат нивната работа, ние како граѓани да си го направиме своето. Да не должам многу, ви благодарам многу. После тоа ќе има прашања и одговори, ќе можеме да зборуваме повторно. Благодариме Јасмин на вашето истрпно излагање. Верувам дека граѓаните имаа прилика да слушнат кои се најглавните проблеми и на кој начин евентуално би можеле да се вклучат во оваа хумана и племенита акција. Денеска со нас е и Блерта Дачи, граѓанска активистка, која ќе ни зборува околу темата за мигрантите и тоа како можеме да им помогнеме. Блерта, повели. Мислам дека Јасмин кажа се. И јас сакам да кажам еднаш како почнав како активистка. Значи, гледајќи ја голготата секој ден што се дешава со емигрантите, да ги наречам емигранти, за мене тие се странци. Сакам да напоменам дека како мајка многу ми беше тешко да гледам децата како се движат низ пругите, родителите како ги држат нив. Значи, сето тоа беше тешко. Преска додека плачеше моето дете, размислував на нив, можда го слушнавме од таму и значи размислував на нив колку им е тешко. Ја би апелирала до нашите сограѓани колку можат повеќе да бидат хумани. Значи, ние се препознаваме по светот по гостопримливноста, на сега мислам дека тоа никаде не го гледам. Почнавме да слушнаме од емигрантите дека има многу разбойништва по патеците, така што би сакала да апелирам до нив дека ова не е убаво. Значи, за нашата земја ова е не знам како страмота, да. Кратко, но корисно во секој случај. Блерта, благодариме многу што и вие бевте дел од оваа денешна трибина на тема како да им помогнеме на мигрантите во Македонија. Денеска со нас е и Александра Давидовска, граѓанска активистка, и од незе да слушнеме
неизино видување на темата како треба да им помогнеме на мигрантите во Македонија. Здраво, јас сум Александра. Бев најавена како граѓанска активистка, меѓутоа последниве неколку недели работам како криумчар волонтер. Од Куманово сум, така да сите мигранти кои што поминуваат низ државава се сливаат во градот и околните села нормално. Исконтактирав пред некое време со Јасмин затоа што гледајќи што се случува низ земјава со, не знам, разните железнички несреќи, со, не знам, грабежите што беа прикажани на медиумите. Чувствувам дека морална одговорност ми е да помогнам на некој начин. Сега судете вие дали е тоа криминал или не, затоа што кога ќе сретнеш семејство на автопат во сред ноќ кое што е со 7 малечки деца и со едно бебе, криминал е да го качиш и да го превезеш до Куманово. Одлучете вие. Криминал е да примиш кај себе 11 луѓе, например, од Сирија кои што немаат кај да одат. Затоа што знаеш дека ако ги пуштиш сами, ќе завршат кај оние во вакцинце денеска што ги уапсија. Тоа мислам дека не е криминал. Тоа не смееме да дозволиме да имаме таков закон кој таквите работи ги прави да бидат криминални. Значи не е криминал да им помагаме на луѓето. Затоа што тоа се луѓе како сите нас. Значи јас во девојката од Сирија се видов мене и моите пријатели со кои што работам, затоа што тоа беа млади луѓе генерално, значи од не знам 18 до 30 и некоја година, кои што веднаш после кризата во Сирија ги оставиле своите работи и таму работеле, помагале на најзагрозените луѓе таму. После неколку години, односно пред месец и нешто, сватиле дека више не можат ништо да направат затоа што ситуацијата таму е многу страшна и дека нивните животи се во опасност. Мислам девојката неколку пати била претепувана уште во Сирија пред да тргне нели навака и тргнале се заедно да стигнат до тука. Тука во значи незината сторија дека повлегување во државата купила точак за 250 евра. Значи обичен точак. Од кој на крај паднала, значи имаше вчера во весници девојката повредена на насловна страна во Слободен печат, мислам дека. Така да мислам не смееме да дозволиме вакво нешто да се случува. Не смееме да дозволиме Македонија да биде црна точка како што викаат. Затоа што тука во земјава ние не сме хумани луѓе, не се чувствувам како хуман човек, мислам што е тоа хуман, сите сме нели сите сме луѓе, така да морална одговорност е на сите да помогнеме колку што можеме и да притиснеме да се законски да бидеме заштитени. Ја не сакам да бидам криминалец. Не во овој случај, значи кога сакам само да помогнам. Не сакам Јасмин да дојде да му се загрози неговата слобода затоа што носи пакети со храна на мигранти или на Ленче која што секој ден и поминуваат по 200 луѓе. Значи тоа секоја ноќ, затоа што дневно поминуваат помалку. Навечер не спи, жената не спи, значи буквално. Штета што она не дојде денес да ни ја каже незината страна затоа што она најубаво може да ни каже како тоа изгледа. Ја работам, почнав да работам со нив, работам како координатор за Куманово, значи ги собираме луѓе што сакаат да донираат, а се од Куманово, може да ми се обратат мене и подоцна јас ги спроведувам собраните работи кај Јасмин или директно кај Ленче, без разлика. Меѓутоа видовме потреба дека најверојатно ќе треба да се отвори и пункт во Куманово, на локација каде што се сместуваат мигрантите каде што се безбедни. Значи не збориме за селава, збориме за безбедна локација. Така да не знам што повише да ви кажам, освен тоа да апелирам до сите вас да секој даде некој свој придонес на каков да може начин да притисне да предлогот промената, мислам, на законот што е веќе во влада, колку што знам, да се донесе што е можно побрзо, затоа што ние не смееме да бидеме гонети од законот само затоа што сакаме да помогнеме на некој. Фала ви. Александра, благодариме на вашето излагање. Почитувани Хелсиншкиот комитет на Република Македонија постојано укажува на нечовечките услови во кои се третираат мигрантите во нашата држава. Во член 29 од Уставот на Република Македонија стои дека странците уживаат слободи и права гарантирани со Уставот,
Под услови утврдени со закони во меѓународните договори, Македонија како потписник на Европската конвенција за човекови права, покрај тоа што има обврска да се воздржи од одземање на животот, мора да превземе и соодветни чекори преку кои ќе ги заштити животите на оние лица кои се наоѓаат на незината територија. Што значи дека ние не бараме ништо што нас не ни следува, ниту сакаме од себе да правиме криминалци, ние сакаме само да го направиме оно што најмалку може да го направи еден човек кога ќе види друг човек во неволја. И сметам дека тоа е нешто што најмалку секој од нас би требало да го направи. Еве, би сакал да споделам едно искуство со вас. Денеска, доаѓајќи од Куманово, сретнав неколку групи на мигранти и тие не беа расположени да зборуваат пред камерите, но кога камерите ќе се изгаснат, се вклучува нивната желба за разговор, да ги споделат своите маки, својата болка, кажувајќи дека многу пати тие се бркани од возовите, дека патуваат со денови, дека се болни, дека би сакале на крајот на криштата само некој да ги сосуша. Многу од луѓето и кои што сакаат да помогнат се оневозможени поради тоа што законски ние немаме право да им помогнеме. Затоа, почнувајќи од денеска, од 19 часот, Кампот на Слободата активира пункт за собирање донации за помош на азилантите кои проаѓаат низ Македонија. Пунктот ќе биде поставен кај централната бина пред владата и пред шаторот Ајде ќе се собира помош. Пунктот ќе биде отворен до крај на неделата, а ако е потребно, нормално и после тоа. Ве замолуваме за донации кои се неопходни за помош на граѓаните кои проаѓаат низ Македонија. Еве што е најпотребно: пилешки паштети, круасани, енерджи барови, урми, вода, затворени обувки за пешачење, чорапи, фластери, кенгури за бебиња и пелени. Исто тоа го напомена и Јасмин. И еве на самиот крај преостанува да се заблагодариме до сите присутни, до говорниците Јасмин Реджепи, до граѓанската активиста Блерта Дачи и до Александра Давидовска од Куманово. Никако не смееме да заборавиме да ги спомнеме и сите останати, како што е, да речеме, Ленче од Велес, која стана популарна на социјалните мрежи. Верувајте, тоа е жена која што незината животна филозофија станаа мигрантите. Таа е постојано со нив, помага, беше присутна и кога беше несреќата, а и шареноликоста на Македонија и убавината доаѓа во овие мигови кога ќе видите Мерсиха заедно со Ленче и со сите останати кои што се сплотени за да им помогнат на овие луѓе. Тоа е она што нас не обединува. И еве за крај останува и апелот дека оној кој ќе убие еден невин човек исто како да губил целото човештво, а оној кој ќе го спаси исто како да го спасил целото човештво. Нека ве води оваа каписла и помогнете колку можете. Благодарам. И еве после официјалниот дел, сега можеме да преминеме и на интерактивна комуникација. Може некој од вас доколку сака да постави некое прашање, ако нешто не му е јасно, како може да помогне или како да се информира, или ако има било какви нејасноти. Ако има прашања, повелете. Сакате? Тука некој, чекај. Нека дојде тука. Нека. Па не може да. Влезете таму, сакате ли да го даде? Влезете таму. Овој за него остави. Чекај. Драго ми е што ја слушам оваа иницијатива за помош, пошто толку гледаме во телевизија, толку се дали е вистината, не знам, дека им се наплаќа по 500 динара и со тоа покажуваме не дека не сме хумани, дека не сме нечовечни. Во тоа, мислам, мака нивна да им наплаќате за леп, за вода, за тоа. Меѓутоа, моje прашање или некака сугестија. Зашто е проблем ако пензионерите шетат 4 пати во месец, во неделата, со автобуси без пари, што е проблемот железница да ги превезува без пари тие луѓе? Мене не ми е јасно. Дали не е сега момент да се преговара со железници и да ги прифаќа тие луѓе и да ги превезуваат? Добра е акцијата што ќе даваме пари, меѓутоа тоа и од вечерва треба некој да ги пренесе. Друго, законот. Па се наслушавме со закони кои се во полза на некого, за 2 сата се носат. Ова го слушаме недела дена, забрзана постапка и никако да дојде таа постапка. Апелирам, не знам како и кој тоа треба да направи. Дали потписи да собираме, немам, ја не знам каква идеја
идеја, важно да се донесе утре законот или ноќеска да се донесе закон. А поготово железница да ги превезува без пари. А истовремено можам да мислам, дојка сме овде во кампот, не видов зашто не собравме нешто исто помош за дивота населба у Куманово. Па и тие луѓе се раселени, тоа е кој ти гledam, не знам како човек да помогнам. Па колку куќи се толку нека се каже, ако им се помага, ако се збринети, да знаеме дека се. Вака имаме чувство на некаква, како да ви кажем, одговорност дека ништо не правиме за тие луѓе кои ги уништи, не знаеме кој им ги уништи домовите и зошто им ги уништија домовите. Благодарам. Благодариме. Ви благодарам на прашањата. Што се однесува до првото прашање, не е проблемот до железници. Луѓето си ги плаќаат билетите, а полицијата ги симнува на сугестија на нашите граѓани кои што се возат заедно со нив. Бидејќи им смрделе, им ги фаќале местата, биле црни, поцрни од нив и слични глупави изговори, и заради тоа се јавуваат во МВР и полицијата ги симнува. Не ги симнува затоа што не платили или немаат пари да платат. Кога разговарав со полицајците кои што беа во Демиркапија, велат ајде кога ќе биде веќе тој закон, греота е луѓе вака додат и на нас не ни е лесно да ги симнуваме и да ги сопираме да не влегуваат во возовите. Евентуално вика зошто навечер владата не организира еден воз кој што ќе помине, нека ги собере сите што се покрај пруга, нека ги однесе до горе и крај, бидејќи тие луѓе на вистина нивната мака почнува во нивните земји, но ние не сме причина за нивната мака и најмалку што би требале ние да бидеме продолжение на нивната мака. Нека продолжат таму каде што во тие земји од каде што тие им ја прават маката во нивните земји. Тоа е што се однесува до првото прашање. За собирањето, значи што се однесува до собирањето за Куманово или за било кои други места. Како што спомнав претходно, има организации кои што имаат мандат да работат само во Република Македонија, има организации кои што имаат мандат да работат само со граѓаните на Република Македонија и ние не им се мешаме во таа работа. И ја верувам дека тие се доста добро снабдени, дека не се оставени толку на милост и немилост. А од друга страна тие организации не можат да им помогнат на овие луѓе кои што треба да бидат прифатени како наши гости и ние имаме посебна должност да ги прифаќаме тие гости и треба да вложиме максимум труд и еве ние го работиме тоа. Кој сака нека повели, нека не се придружи. Кој сака нека повели, нека се придружи кај другите организации. Битно е да се работи и да се дава допринос и солидарност. Благодарам. Само да додадам, значи проблемот е што луѓето влегуваат нелегално во државата. Они поминуваат низ некои, не знам, патишта каде што ги води некој, се снаоѓаат сами. И цело време додека се во државата, они гледаат што е можно побрзо да избегаат од тука, затоа што прво имаат лоша слика за земјава од претходните што биле тука, затоа што биле ограбувани, биле манипулирани, завршиле во ваксинце во куќата, значи им се случувале такви работи. Луѓето што ги водат, значи тие што се баш криумчарите, им взимаат на пример од 150 до 250 евра да ги превезат, да ги префрлат од Гевгелија до Куманово. За да преминат границата, значи и да стигнат до Белград или да стигнат до Прешево, 350, 250, 450 евра, зависно, значи зависно кои криумчари ќе ги најдат и како ќе се договорат. Дел од криумчарите, значи кои што се баш онака, некои си работат, нели работата да кажам професионално, колку и лошо да звучи ова, меѓутоа, нели, луѓето се нелегално врезени, мора на граница нема да ги пуштат да излезат, а они сакаат да стигнат до Србија, пошто во Србија више им е лесно. Во Србија можат идат имаат како се вика исправа со која што они можат да транзитираат низ државата, да користат јавен превоз, значи да спијат во хотел, најнормално све да им биде. И
проблемот е што за тоа мора да се донесе закон, затоа што луѓето мора да им возможиме брзо да поминат низ државата. Не смееме да бидеме црна точка никако. На брз и достоинствен начин. Не може да се пуштат по возови сега затоа што се нелегални. Тоа е спротивно од законот. Кога ќе се донесе промената во законот, тогаш ќе може да има и возови, тогаш ќе може било кој од нас ако сретне некој, тогаш нема да ги има на патиштата, тогаш нема да ги има на пругите. Они не се тргнати на пат без пари. Они можат да си дозволат да си платат карти за било каде, затоа што крајна цел им е Европа, така да имаат уште многу долг пат додека да стигнат до таму. Добар ден на сите. Че зборувам како граѓанин на Република Македонија. Немав намера да се јавам, но стварно сум многу потресен од ова тема денеска што разговарате, бидејќи бев жив сведок вчера, се враќав од Гевгелија према Скопје. Тоа е една страшна гледка. Верувајте дека страшно и греот. Истоварени во едно купче, едно 50 оставени од страна, луѓето изномоштени, кој паѓа, кој станува. На 500 метри 50 луѓе се точаци, идат. На 100 метри понатака двајца, тројца идат пешки, не може да идат више. Верувајте дека застана со кола неколку наврати, вода што има во кола им дадов, меѓутоа не смев да стајам никој во кола, бидејќи ќе ме направија дека превезувам емигранти плюс политички функционер некој и ќе ми напишат не знам уште што какви белеги. Верувајте, има тука во државата непознавачи на законот за азил. Јас бев директор на центарот за азил и тој центар, благодарение нешто сум јас тука, на мене доби визна либерализација и Македонија ја доби визната либерализација благодарение на тој центар за азил што е денеска горе таму. Има непознавачи на законот за азил. Секој граѓанин кој доаѓа во оваа држава има право да бара да се пријави за азил, да го прифатат и да го пренесат до најблиската полициска станица, после тога да го транспортираат во центарот за азиланти. Некако што гледавме денеска сликата на телевизија, штрajkуваат во Газибаба. Тоа е страшна работа таму, не може во една соба да спијат 30-40 луѓе. За разлика од овој центар што е центарот за азил што е во Визбегово. Покрај тоа, сакам да укажам на сите граѓани како можеме да дозволиме луѓе со мака, на крај краиштата сите имаме црвена крв. И тие се луѓе и ние сме. Крвта е црвена и сите ги имаме иста. Не можеме да ги оставиме така. Верувајте дека стварно се ежам вчера што ги гледав тие луѓе. Гревота и срамота е за државата пред се. А за нивната мака Господ ќе ги казни. Нема никаква организација. Па барем што кажавте пред малку, може да пројде една полициска комби или кола или автобус да ги собере, да ги донесе барем до некој транзитен центар или до некоја полициска станица. Верувајте, луѓето изномоштени се враќаја, не знам кај беа тие луѓе кај отидне вчера. Ги имаше над 200 и нешто луѓе. Верувајте, јас не можев да ги земам од тих причини, меѓутоа тоа што има во колата, им дадов вода и други некои сладки работи. Меѓутоа сакам да кажам дека дајте да се освестиме и стварно треба да помогнеме на тие граѓани. Тие од мака дошле тука, не дошле од што ја сакаат државата. Секој има мака, на краиштата сме хумани граѓани и треба да помогнеме и не само тоа, него сакам да укажам не повеќе на нашата полиција која треба добро да го проучи законот за азил и да види како треба да се постапува према тие граѓани, затоа што тоа може да се случи и на нас утре да ни се случи. Ние да бараме азил во некоја држава. А има многу наши кои барат азил, па нека ви кажат како се понешат со нив таму. Ги прифаќаат, им даваат смесување, храна, плюс добиваат некои парични средства, за разлика од нас тука, кај што јас бев директор на центарот, ништо не им нудевме сем храна, облека и спиење. Пари никакви. Луѓето што се ги имаат тие пари си ги трошеа до едно време, меѓутоа знаејќи, познаејќи ја состојбата нивја, тие дошле тука чисто ради транзит, да кажеме, меѓутоа тоа е негова желба, тој може да бира кај да бара азил. Тоа е законот за азил, што не го познаваат многу наши служби во Република Македонија. Благодарам, стварно треба да помогнеме на овие луѓе. Добар ден на сите. Имам неколку прашања. Ме интересира, значи, вие како иницијатори на оваа хуманитарна акција, пред се морам да ви честитам,
да ви се заблагодарам во името на хуманоста пред се. Имам неколку прашања, значи прво какви се контактите ваши со надлежните државни институции? Прво и основно Македонија е подписник на повелбата за човековите права. Самото симнување на луѓе од ВОС кои што имат платена уредна карта, верувајте дека добар дел од нив и се влезени легално во Македонија, бидејќи поседуваат патни исправи, значи според моите информации, е директно кршење на истата. Тоа дека некој е црн, поинаква, директно имплицира на расизам по мене. Што значи постои и тоа каква добра основа да се ангажира па и народниот правобранител. Независно од тоа колку директно тоа потпаѓа под неговата надлежност, меѓутоа мислам дека постојат и меѓународни организации кои што се со седиште во Македонија. Тоа е едната работа. Втората работа во делот на класичното профитерство. Значи ги имаме и тие информации, значи некој нашол со цела памет, извинете што малце ги вулгаризирам работите, меѓутоа со цела памет да наплаќа храна и вода со баснословни слуги. Па мислам дека и уште една државна институција мора да се позанимава со тоа. Тоа е класично профитерство и затоа и тоа како постаат санкции на основа на важечките законски прописи во Македонија. Трета работа. Дали имате било какви контакти со надлежните институции, социјални, центри за социјални работи, Центар за азил, Министерство за внатрешни работи. Македонија се соочува по трет пат со бегалски екзодус. Првиот пат беше 90-тите почетокот, тоа е со бегалците од Босна и Херцеговина, вториот пат 99-та со бегалците од Косово и третиот пат е сега. Значи повторно, по трет пат потврламе, ама буквално по сите основи како држава. Ве молам за информации по сите овие прашања. Благодарам. Благодарам. Од кого да почнем? Јасмин. Благодарам за прашањата. Што се однесува до првото прашање, да имаме контакт со институциите. Но битно е да се знае дека тие луѓе всушност се илегалци и законот ги третира како криминалци. И поради тоа немаат никакви права во државава и затоа секој еден криминалец има поголеми права отколку тој. Како? Кога човекот ќе пријави дека бил натепан и украден или прободен со нож во полициска станица или не дај Боже и такви работи се случуваат, истите биваат однесени во газибава, каде што остануваат по неколку месеци. Имаме ситуација каде што човек останал 8 месеци, кој што е требал да биде сведок за криумчарот, кој што го криумчарил, или за некој криминалец кој што му нанел зло. Центарот во Газибава е еден затвор полош од Идризово, каде што не има дозволено ниту на мажите, ниту на жените, ниту на децата кои што живеат таму или преживуваат таму на едно исто место, ниту еден час да излезат на сонце, ниту еден час да излезат на воздух. Немаат чисти, немаат никакви вециња, тушевите скоро и не им работат, коина немаат, храна јадат по 3 конзерви на ден и леп добиваат, и тоа по неколку месеци јадење веќе го расипува и стомакот и здравието и влијае многу на тие луѓе. Тие луѓе немаат никаква слобода и често пати се жртва на криминал како што тие сведочат дури и внатре во самиот центар, бидејќи многумина од нив имаат право на азил, но тоа нивно барање за азил не доаѓа до соодветните институции и организации кои што седат во своите канцеларии и чекаат некој да дојде кај нив да им побара азил. Наместо да одат, да имаат мандат да влезат, а МВР не им дозволува да влезат во Газибава и да им понудат азил за да бидат префрлени во Визбегово. Значи, тие луѓе се злоупотребуваат од некого и тие луѓе живеат во максимално нехумани услови, живеат дечиња таму, дечиња без родители, 11-12 годишни, помали од тоа, и тоа е една голема срамота за нас, која што нормално се криеше, но излегува тие работи во медиумите, во нашите телевизии, излегува видеоснимци, излегува фотографии. Знаеме што се случува и апелираме тоа веднаш да престане. Доколку имале било каква мака, треба да бидат изнесени, да сведочат против таа личност и да се вратат, да бидат пуштени повторно по својот пат да може да се вратат. Доколку може да бидат обештетени, тоа да го направи државата, доколку не да не ги задржува како да се тие криминалци, а вистинските криминалци биваат многу далеку од раката на законот.
Второто прашање, да, многумина ни рекле до сега, обратете се до УЈП, обратете се до пазарна инспекција, видете што прават. Го користам овој момент, да, УЈП нека отиде, нека ги провери тие локали на сите тие мали места низ Македонија, нека види како се работи, бидејќи навистина нема смисла. Се работи за нашата чест и за нивното достоинство. И трета работа, секако дека имаме контакти и со МВР, имаме контакти и со Центарот за азил, имаме контакти горе во Газибава. Имаме носено неколку кратна помош во Газибава, посебно и за дечињата и играчки за дечињата да можат да се играат и издействувавме да можат да излегуваат по 1 час на ден. Ги гледаме од нашите домови бидејќи живееме блиску и секогаш кога нема да се појават им се јавуваме на надлежните во Газибава кај се деца да ги пуштивте или на сонце денеска. И тоа е еден благ чекор напред, се надевам дека ќе биде нешто повеќе од тоа со измената на законот. Благодарам. Дали има дополнителни прашања? Благодарам. И ќе бидам само на краток. При 30 години јас бев во контакт со двајца сирици кои што во тогашната Југославија беа тука во Македонија и студира на градежен факултет. И верујте ми, поголеми пријатели од тие луѓе не сум сретнал, барем тие што ги сретнав. И сега јас се поставувам прашање на самија себе како јас ќе бидам сега пријател на тие сирици. Значи без разлика од фашистичкиот Никола што ми ја оцрнува земјата и нашиот македонски културен народ, кој што дури библиски опишан дека е гостопримлив, уште за време на апостол Павле, јас ќе кажам на Никола, извини, јас ќе бидам хуман, па што сакаш ти мене ќе ми правиш? Не криминални банди, некакви арами и крвопици кои што сака нека ми дојде, јас ќе изнесам како пресред, како хуман и затоа и овдека дојдов и ќе бидам хуман. Во првите светите зборови кои што ги кажал апостол Павле, рекол вака: не сум видел поголем гостопримлив човек од македонец. Тоа го пише и во Библија, браќа мои. Значи вака, оној кој што доаѓа како гостин има да го почитува домаќинот, а домаќинот има да се грижи за гостинот, зашто не знаете дали со негова доаѓа благослов Божи. Барем јас така верувам. Ја поддржувам акцијата и секоја чест за сите напори што ги правите. Јас сум спремен да примам не еден сирец, него колку што мојот дом може да собере, слободно пратете ги кај мене. Ви благодариме и на вашиот коментар и на вашата желба да помогнете. Тука накратко и би се одјавиле од вечерашното официјално дружење од оваа трибина на тема како да им помогнеме на мигрантите и уште еднаш да подсетиме доколку сакате да помогнете и вашата помош можете да ја однесете пред шаторот Ајде каде што се организира и оваа хуманитарна акција. Уште еднаш благодарности до вечерашните учесници на трибината и до сите вас кои будно не следевте и помогнете луѓе, помогнете колку што можете повеќе.